mu dam kaj izgubi, država kaj mu dam. Ko da mu dam kaj izgubi, a ne država. Днеска председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов обраќањето до нацијата, како што го назначи во 15 часот и 15 минути, обзнани дека прогласува општ акт со кој што акт ги прекинува сите кривични постапки против лица од власта и опозицијата. Со што фактички направи аболиција на сите предмети кои што се покренати и акции од страна на специјалното јавно обвинителство, а кои што предмети произлегуваат од незаконски прибавените прислушувања аудио материјали, поради што беше и направен договорот од Пршино. Автоматски договорот од Пршино со тоа произлегува дека е мртов и дека специјалното јавно обвинителство де факто не би требало веќе да постои. Таквата одлука повторно ги покрена граѓаните на улица. Ние, како граѓани, овде пред една од неколкуте народни канцеларии на непредседателот на Република Македонија го изразуваме своето незадоволство и неприпаѓање на ваквиот проглас на Ѓорѓе Иванов, кој што од денеска себе си преку таквиот проглас се прогласува за нелегитимен. По овој момент сакам со вас граѓаните да се договориме нешто следно, затоа ве замолувам за тишина. Затоа што е граѓански собир, ве прашувам што сакате да правиме следно. Прво, изслушајте ме, потоа реагирајте. Едната опција е да останеме тука и од тука да се разотидеме мирно. Добро. Другата опција, потоа ќе напрашам за секоја од опциите. Другата опција е да се оди кон резиденцијата на председателот. Не, чекајте малку. Таквата опција е тешко изводлива, затоа што од основното училиште Коча Рацин нагоре патот е затворен, по тоа што ние дури ниво Видик нема да можеме да ја видиме резиденцијата. И третата опција е затоа што главните виновници за ситуацијата во која што се наоѓаме е власта на ВМРО-ДФМН. Третата опција е да се отиде пред седиштето на партијата на ВМРО-ДФМН. Барокната посада по можност да се пожолти. Значи, ќе одиме по принцип на гласност. Дали имаме гласност за првата опција? Добро. Дали имаме гласност за втората опција? Дали има гласност за третата опција? Бидејќи народот така одлучи, од тука мирно се упатуваме пред седиштето на ВМРО-ДФМН. Еве и Министерството за внатрешни работи нека се знае. Се упатуваме натаму да го изразиме својот револт и протест кон партијата која што го поддржа Ѓорѓе Иванов кога се кандидираше за председател и покрај тоа што денеска кажа дека се оградувале од неговата одлука. Каква наредба па ти уживај, не удирај. Уживај. Зашто ти
ladno. Ide se normalno. Čekajte, ću pitati kod nas. Ovo je oružje! Vidite odmah digitalne ovdje! Ovo je oružje! Ovo je oružje!
Ne fırlaydı bir canı var. Fırlaydı Ferdinand. Peki.
Evo sa patime, gledaj me, momentu ki ti go evo, gledaj me. Ne udaraš pička ti materke, evo pička vodi. Momentu da ti go evo. Дали меѓу вас има припадници на СГС или сите сте полицајци? Кој ви е старешина, нека се легитимира која е ова единица? Значи ве молам, само обично прашање. Кој е старешина да ја легитимира единицата? Не гледам амблеми. Стојанче! 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 Дали сте на вистина сите од ДБР? Се зборува дека има од СГС луѓе кои што стојат овде. Јас не верувам во тоа, но сакам старешината да каже. Кој ви е старешина овде? Нема муда нема. Нема правда, нема мир! 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 Сигурно. Нека дойде старешината да ги каже. Окей, тука видов е много добар пријател и саморец. Добро, значи, овие се луѓе од ДБР, ги знам старешините, еден од нив ми беше соборец во 2001 година, така да овде одговорно тврдам дека нема од СГС. Ова се припадници на ЕБР и се надевам дека нема да наседат на провокација. Никој вечерва нема да мава по вас. Ако се случи некој да мава, тој е уфрлен провокатор. Или некој поднапиен евентуално врз кој што нема контрола. Немојте веднаш да возвраќате со сила. Има многу жени, ако дојде до туркање, туркајте. Не ги ритајте во нозе, повредени се неколку жени. Рачунајте дека маш од 100 кила, како што сте повеќето вие, со еден удар може да искрше нога на некоја жена. Затоа бидете внимателни, ве молам. Браво! Жандари, пазете се свима, а утре ќе ви се суди! Инаку овде на вистина видов еден многу драг колега кој што е врвен професионалец, но треба и граѓаните да знаат дека доколку дојде до напад врз полицијата, тие ќе возвртат бидејќи тоа е нивно право. Се извинувам што ви зборував свртен со грб. Поздравам. Председател, ја не го признавам тој као председател. Оти не е легитимен председател тој. Да. Значи, моментално, ти снимаш сега, нели? Моментално држава владе античко време на Цезариве. Мијалков и Груевски мислат дека се тие цезарските сенатори што мислат дека ние сме робови и да не терат по арени да се бориме. Ние не сме робови, ни гладиатори, ние сме слободни луѓе. И не може да го трпиме овој будала што ставил богови таму на Зеус. Дури ни христијани не е веќе. Затоа протестираме, зашто
се вратија во античко време. Цел свет се качи на 21 век, овие во античко време живеат. Да. Па видите, јас збори со полицајци, не збори, јас само кажам дека тие луѓе се они не се виновни. И ние никако не обвинуваме полицајци. Ние обвинуваме влада која што и е дозволила вака да се мачат, да ги видите сега сами гледате што они. Ја имам син полицаец. И не може никако ни во случај да му кажете дека се они виновни. Јас ги штитим нив. Еве, јас сум лично што ги штитим. Не могу да штитим владава од Груевски кој што не може то не е негова имовина овдека. Ово секој ден поминувам тука, шетам тука вам таму, тоа не е негова имовина. Тргнете ги од овде! Нека дојде цивилна одмавара овде веднаш! Да. А не потоа сите да новинувате дека ние сме хулигани, додека хулиганите се во кабинетот на Груевски. Повлечете се веднаш, повлечете се! Ајде ве молам, симнете се од тротоарот доле, ве молам. Има 7-8 провокатори кои што ги видов и ги знам и ви ги кажа. Доколку направат инцидент, нема да знаеме кој се. Ако сме ние 1 метар назад, тогаш ќе бидат снимени. И утре ќе знаеме од кого се пратени. Вака сите ќе излеземе виновни. Сега малку е зебано, да кажете. На брзина, бевте спречени да протестирате на повеќе локации, но сепак на крај полицијата дозволи. Ваш коментар, под чија команда е ова? Па, сметам дека бројката беше пресудна, бидејќи има овде по моја проценка повеќе од 20.000 граѓани на Скопје. Безмалку сите се од Скопје и затоа и полицијата ни дозволи да дојдеме пред влада. Јас немам врска со организацијата вечера, се трудам со на авторитет кој што го имам меѓу граѓаните и меѓу полицајците да посредувам, да не дојде до насилство, бидејќи едноставно ни уфрлат провокатори кои што прават несакани ситуации. И цело време се обидувам да спречам таква ситуација. Ги предупредив и полицајците, доколку има напад дека не се работи за протестантите, доколку некој сега фрла камен кон полицајците, бакли или друг опасен предмет, доколку полицијата биде принудена оправдано да употреби хемија, овде не имаме безброј жени, возрастни луѓе, болни луѓе. Ако настане стампед, овде ќе има загинати, ќе има повредени. Никому не му одговора насилство. Оние кои што вечера ќе направат насилство, тоа се фрлени провокатори, тоа не се луѓе од нас. Демонстрантите се убави, интелигентни луѓе. Од една страна протестот од ден на ден станува се помасовен, од друга председателот и повтор пат денеска излезе да го потврди ставот дека нема да се откаже од одлуката за помилување. Раководството на ВМРО ДПМН овој пат е притиснато до зид. Ова за нив е последната шанса. За нив аболицијата е последна шанса, бидејќи во спротивно знаат каде ќе завршат. Никој не може да се спасе од 14, од 10 или од 7 обвиненија. Не може сите тие обвиненија да паднат дури во ваков корумпиран суд. Се знае дека многу луѓе од врвот на власта ќе завршат во затвор и тоа на долгогодишна робија. Тоа е она што нив ги мотивира, но затоа ние граѓаните треба да излеземе. Јас ги повикувам скопјаните. Јас денес доживеав една интересна случка, продолжена. Доаѓајќи кон јавното обвинителство, кон СЈО, поминав покрај фонтаната, покрај Александар Македонски. Неколку луѓе стоја покрај ми, викна: генерале, може ли да се сликаме? Се сликав со нив и викам: дојдете на протест, и знаеш, не можеме. Поминав покрај еден од оние кафичи, да не го рекламирам, исто луѓе почнаа да шлакат раци, да викат: браво генерале, ги повикав, да допиеме кафе, може би ќе дојдеме. Потоа налетав на еден свирач кој што свиреше на гитара, му оставив 50 на денари и тој исто почна да ме фали, му реков: дојди со нас на протест, сите заедно можеме да го струшиме режимот, без разлика кој од нас што работи. Но тој каже дека морал да свире со гитарата, а можеше да свире вечера со нас овде. Значи,
Не можам да сватам како некој може да пие кафе или пиво кога знае што се случува во нашата држава. Ако ние излеземе масовно, нема да има крвопролевање, нема да има повредени, нема да има ништо. Демократски ќе ги избркаме. Ќе продолжите да излегувате на протест? Се додека не падне овој ненароден и корумпиран режим. Сите овдека новинари сме, имаме легитимација, верувам и моите колеги. Прашувам врз основа на кој закон вие не снимате? Ние прашуваме новинарско прашање, врз која основа ние не снимате? Дали ќе го легитимација имаме? Без легитимација има сите имаме легитимација. Си спечат, Андре. Ова легитимација има без спечат. Од која телевизија ќе се испече? Зашто од телевизија не спечат? Па од каде? Од која? Од порталот, што и да е. Зашто ми се нафрливте, ништо не ми Не прашуваме само од која телевизија. Исто како вас, и ја имам право да заработам на Кој медиум? За кого заработувате? За мене, бре, за кого? А како кого ги продавате? За кој медиум? Видете, гинуа на Франски, Раша, на CNN, на BBC, сите што сака да платат. Ал Джазира, ова што е у Босна. Добра, член сте на синдикатот на... Не сум член. И пак, мислам, кај сте регистриран? Дека Праша може да фино за продавате? кого снимаш, одговори. Ви одговорив, господине. Добро, готово. За себе снимам. За себе, добро, одлично. Ако Браво. успеам да продадам, ако не, здравје Боже, да сте ми живи и Добро, здрави. треба да сте негде регистриран за да продавате било што. Добро, да ве прашам нешто. Сега сакате да ме обвините мене со истите аргументи со кои обвинувате власта дека држи монопол? Сега сте сигурни дека се девете, извинувам. Можем да боркица една снимка, господине. Не мора да Ние не сме насилни, само прашуваме. Не сум новинар професионален би зборам. Тоа сакавме да знам. Веј кажувам дека не сум. Не сум новинар. Значи не си новина. Види, за да бидам новинар треба да бидам во некоја фирма. Не треба да бидеш. Ја не сум у фирма, ама сум новина. Зашто? Затоа што сте член на синдикат? Историјата ја пишува предавниците. Слушајте, Па не може за сум век поприви требал продавање никога. луѓе да Снимате, одговараат, а за слушај. снимки продавање ма не одговараат. па добро тужите. Па не да ве тушат. Употреба треба самиот да знаеш. Не, Сони. Сони 13.000 и нешто денари. На реверс, како е? Од фамилијата е ова. Ниту јавна личност, ниту сакам да ме снимам. Имате нешто? Да ти ревам шефов! Да ти ревам шефов! Да ти ревам шефов! Шефов! Не ми го кажеш, затоа е. Со друга ми зборувам, бе, Не ти рекол ја, шефот ти рекол, не ти е сопругата шеф. Шеф не ти е, началникот. Па да го ебеш началникот, оставиме со жена ми Не, зборувам, остави. началник. Жена никој не ти кепка жена. Ало?
Od 5. maj do kraj! Od 5. maj do kraj! Od 5. maj do kraj! Дошло до читалото вако од обдукција, вика се повеќе сум убеден дека на вистина се случило, дека некој има заедно.
Абе ќе му падне бе да имаме ви.